Добро вечер во емисијата Тиквешки фудбалски легенди, во која ги третираме актуелностите од фудбалот, меѓутоа од една друга страна. Од страната на она што е спомен, на она што било минато време, она што сите го имаме во сеќавањата и добро е понекогаш да се подсетиме низ ваквите емисии. Тоа не беше и намерата. И добро е што имаме позитивни одгласи од вас, почитувани гледачи, за она што го работиме за вас. РТК ќе продолжи со овој серијал и со оглед на тоа што голем број од фудбалерите или бившите фудбалери на Тиквеш или така да кажам легенда е нешто кога ќе биде многу заборавено, меѓутоа ние се го усвоивме тој термин и сега го потребуваме. Немаме многу соговорници со оглед на тоа што дел или голем дел од нив се веќе починати, а другите не сакаат едноставно да зборуваат како некои првотимци на Тиквеш кои се понудени, меѓутоа не сакаат да застанат пред микрофонот. Зошто тоа е нивна желба? Ние ќе продолжиме со оваа серија со емитување вечерва ќе биде една емисија сублимирана од неколку наши бивши фудбалери кои го посетија градскиот фудбалски стадион и овде сака да погледат една утакмица, еден натпревар, тоа го направи, а ние го искористивме нивното присуство и ги снимавме. Колегата Мики Виденовиќ тоа успешно и добро го направи, а разговараше воедно и со председателот на управниот одбор Миле Мастарков, кој им приреди добар дочек на градскиот стадион. Сакам да најавам нешто друго. Од едната емисија и натаму, фудбалот нема да го оставиме, ќе биде и понатаму во жижата на нашето интересирање. Ќе посветиме емисии за кошаркарските таленти или легенди, ако така можам да кажам, иако се уште живи, може да зборуваат за ракометните таленти кои се навлезени во 8-та деценија на животот, меѓутоа се уште живо се сеќаваат на своето време. Така да ќе имаме едно шаренолико спортско видување за минатото на овој град, нешто што го заслужува Кавадарци, листајќи ги сите видови на податоци кои ги имаме и на Google и воопшто во нашата архива, гледаме дека бил спортски град. Не само во фудбалот, туку и во кошарката, туку и во ракометот и во другите игри, па и во атлетиката која во времето на 80-тите години беше со Антон Стоев моште силна и ќе посветиме достојно внимание. Ви благодарам за вниманието, ова редакција и понатаму ќе работи за ваше добро, односно за информирање, ако не друго подсетување на времето. Еве уште денеска со една емисија која ја посветуваме на фудбалот. Тиквеш е основан на 21 декември 1930 година од група на млади ентузијасти кои одржале состанок во ресторанот Балкан во Кавадарци. Славчо Темков станал првиот председател на новоформираниот клуб, а Тодор Јанакиев бил избран за секретар. Во раните години Тиквеш бил засенет од другите фудбалски клубови тоа време во Кавадарци, ФК Занечевски, ФК Љубош и ФК Југославија, но по Втората светска војна Тиквеш се етаблира и станува најголемиот и најпознат фудбалски клуб во регионот. Во 1950 година Фудбалската асоцијација на Југославија со седиште во Белград донела одлука да се создаде единствена трета фудбалска лига во Југославија. Тиквеш ја започна својата квалификацијска кампања во третата лига со победа од 4:2 со ФК Црвена звезда од Велес, проследено со победи над ФК Коцелчев во Прилеп со 3:1. Овие две победи му дале шанса на Тиквеш да игра понатаму во плей-оф над преварите, но тие не успеале да се квалификуваат во Југословенската трета лига, губејќи 4:1 дома и 7:1 во гости од Рудар Трбовље, 11:0 во гости и 4:1 дома од Раднички Белград, кој подосна ја освоил третата лига во Југославија и биле промовирани во Југословенската втора лига во Сорудар. Поразот од 11:0 од Радничка е најголемиот пораз кој досега го доживеал Тиквеш. Откако не успеал да се квалификува во Југословенската трета лига, Тиквеш ја продолжил сезоната во Македонската фудбалска републичка лига. Во текот на тој период Македонската републичка лига често била поделена на три подсојузи: Штипски, Битолски и Скопски, и на крајот на првенството победниците од секој подсојуз играле во плей-оф финалето за да се одлучи македонскиот шампион. Тиквеш го освоил Штипскиот подсојуз 52-53 и 56-57 година, но и во двата случаи изгубил во плей-оф финалето.
53-та, 54-та Тиквеш завршува како второ пласиран во Македонската фудбалска лига, заостанувајќи 4 бода зад победа од Прилеп. Сезоната 54-55 година била успешна за Тиквеш и покрај тоа што завршил на трето место на табелата на Македонската републичка лига со исти бодови со победа Прилеп и само 3 победа зад Металец од Скопје. Ова било видено како добар резултат, бидејќи Тиквеш бил промовиран во југословенската четврта зона или втора фудбалска лига во Југославија во тоа време. За прв пат од своето постоење и тоа бил голем успех. Престојот на клубот во југословенската четврта зона бил краткотраен, тие били регуларни и делегирани веднаш потоа наредната сезона, заедно со работникот Битола и Борисов Чачак, како и прегалница од Штип, додека Вардар од Скопје ја освоил лигата и бил промовиран во југословенската прва лига. 57-58 година Тиквеш завршил како второ пласиран зад Беласица од Струмица во Штипскиот спортсојуз само со 1 гол разлика. Во 60-та година и тие години од 61, 62, 63 година представуваат фрустрирачки период за клубот од Кавадарци, биле второпласирани на 4 наврати во Македонската фудбалска лига 62-63 со 1 победа, Прилеп 64-65 во која Тетек со Тетова бил најдобар, 65-66 работнички од Скопје и 67-68 работнички од Скопје. Во 67-68 година Тиквеш завршува како второ пласиран зад работнички од Скопје во Македонската републичка лига, но сторил доста или доволно за да добие промоција во Југословенската втора лига Исток. 68-69 година Тиквеш избегнува испаѓање од Југословенската втора лига Исток и завршил само 1 бод пред Еј Младост од Ниш, обезбедувајќи опстанок на едно коло пред крајот на сезоната со добри резултати во серија. Ангел Кимов и Глигор Тотов тоа време комбинирале 18 голови, Кимов 10, Тотов 8, додека Миодрг Алексич бил подземен играч од Војводина Нови Сад, постигнал 6 голови. Најуспешниот период во историјата на клубот дојде во 1970 година, предводен од Ангел Кимов под водство на тренерот Наки Тотовски. Тиквеш конечно ја освоил публиката и симпатиите на фудбалскиот свет. Ја освоил Македонската републичка лига 71-72 година. Напаѓачкото дуо Кимов Тотов постигнале заедно 36 голови во текот на сезоната, Кимов 20, Тотов 16, им помогнале на Тиквеш да ја освои својата прва титула во 42 годишното постоење, а истовремено клубот да добие промоција во Југословенската втора лига Исток. 74-75 година завршиле како второ пласирани во Македонската републичка лига, но Тиквеш ја освоил втората титула 77-78 година. Ангел Кимов постигнал импресивни 34 голови кои го направиле најдобар стрелец во лигата. 1970 година Тиквеш играл во Југословенската втора лига неколку сезони во последниот пат 78-79 година. Покрај Ангел Кимов, други познати играчи кои го представувале Тиквеш во оваа здатна ера на фудбалската игра во Кавадарци се Орданчо Милков, Ангел Настов Джанго, Никола Камчев, Благој Бошковски, Лазар Дамески, Трајче Леов, Глигор Тотов, Ѓоко Ицев, Пане Недев, Ангел Леов, Светко Кабрамов, Бранко Бошковски, Љупчо Ицев, Трајче Николов и други. По успешната 1970 година среќата на клубот се променила во 80-тите години. 81 година испаднале од првата Македонска републичка лига, следните две сезони Тиквеш не успеа да се врати во 1981-82 и наредната 83 година завршиле со четврта, односно пета позиција на табелата соодветно. Во меѓувреме Петар Ангишев го предводи ФК Бор и за само 2 години успел да скокне за 3 места во првата републичка лига. 83 година, откако ФК Бор избори пласан во првата лига, двата клуба од Кавадарци се фузираа и ФК Тиквеш продолжи да игра понатаму. Во оваа прилика добро е да се споменат покрај другите историски податоци кои се сместени во Википедија дека најголем стрелец или најголеми стрелци во топ 5 листата во Тиквеш е Ангел Кимов со 194 голови, Блажо Малинков со 89, Вуко Каров со 79 голови, Глигор Тотов 77 и Боро Клашев 73 голови. Има и други детали кои може да се прочитаат на Wikipedia.mk, каде што до
детали е предадено се што е постигнато во рамките на клубот кој постои од 1930 година, кога е истиот формиран. Верни вивачи на клубот се Лозар и Исток, кои ги следат Тиквеш и во овие модерни времења, кога Тиквеш доживува блески моменти во првата македонска фудбалска лига и достојно го презентира и представува кавадарци во фудбалските кругови, односно во фудбалската игра. Ние денеска ќе имаме шанса да видиме дел од подсетувањето на некогашните стари играчи на Тиквеш со новите, кога го посетија градскиот стадион. Ова репортажа ја подготви колегата Мики Видановиќ. Денеска имаме и специјален повод зашто сме овде. На самиот стадион присутни се неколку живи легенди на фудбалскиот клуб Тиквеш, онака како што можам јас слободно да кажам, последните живи легенди. Нормално е клубот кој ќе го посетат вакви легенди, онака, да проработат емоциите. Да, јас многу се изненадив кога разбрав дека денеска ќе дојде да го посетат клубот Ицко Анџушев, Перо Анџушев, Данаил Тасев и Томе Хаджи Василев. Тоа се најстарите фудбалери, легенди на клубот кои што се живи од тие генерации и дојдоа денес да го посетат игралишто, да ги видат фудбалерите и ни даваат поддршка во наредниот период за Тиквеш да опстане во првата лига. Јас морам да кажам, Перо кога влезе на стадионот рече, воа ли е теренот кај што не можевме од кал ноисте да ги извадиме? Да. Од тоа време вика многу сменет, бидејќи ја променивме и подлогата, работиме на уредување на стадионот и овие стари фудбалери, овие легенди не може да гледаме поради здравствени состојби да присуствуваат тука, да дојдат да го видат, но сега еве со помош наша посака да дојдат, ние му помогнавме да дојдат да го видат стадионот, да ги видат играчите, да се осеќаат како во поранешното време. Четворицата највозрастни, јас ке речам највозрастни живи фудбалски легенди на фудбалскиот клуб Тиквеш, Перо Анџушев или Перо, хорватците го знаат во Кавадарци. Како е со здравието? Фала Богу, до сега добро. Едино што откажа зглобовите вештачки двата кака. Па сега последица од фудбал. Последица, Бога ми. И тоа каква последица? Колку, еве да им кажеме на овие помладиве, колку време активно игравте фудбал? Од 56-та година за прва екипа на Тиквеш заиграв, па до 72-та. 16 цели години. Да. И сега нема да ме болат зглобови колку и... од тие само 4 години у Вардар Скопје. И сега морам да кажам, тоа го спомнавме и со Масларков, кога влеговте на стадионот, рековте, воа ли е тие стадион? Да. Кал? Нозите не може да ги извадиме. Немавме никакви услови тогаш што игрееме и затоа ова последица од тоа. Го следите ли сегашниот Тиквеш? Сегашниот Тиквеш, да. Обавезно следам Тиквеш, каде играе, со кого играе, како е резултатот. Тоа го следам на телевизија обавезно. И немаме ние друга работа, сега пензионери, гледаме телевизија, спорт, фудбал, енглески, шпански, немачки, се тоа гледаме, тенис, одбојка. Сега кога се собраште четворицата, се вратили емоциите, се вратили сеќавањата на некој време? Секако на тоа време мора да се сетиш кој ќе се видиш овака на едно место. Ај уште еднаш да ги подсетиме овие. Перо Хорват играше на која позиција? Прво почнав во Тиквеш 56-та на десно крило. Па после се вратив на центархалф и центархалф играев, па кога се вратив од Вардар играев и полутка и центар од Тиквеш. Голови памтиш и колку имаш? Према една евиденција, Анđел Чулев, што водеше тогаш, ми вика над 160 гола имам дадено за Тиквеш. Добро, с оглед на позицијата на која што настапуваше, тоа е ептен солидна бројка. Да, Бога ми солидна, затоа што ја малку време играв полутка и центар, повеќе играв на центар халф. Сега вака, до Петар Анđушев, Данаил Тасев, меѓутоа не овој помладиот сега што е со првиот тим, оној повозрастиот.
Како е Чичко Домил? Мо, Како си ми? како? За никъде. Зошто, шо сега? Не би се слуша, не можеме да одиме. Тоа е. Па и кај тебе времето си го направи своето. Тоа е. Нема друго. Кажи ми ти, еве, да ги подсетиме кавадарчани. Колку години играше фудбал? 13 години. На која позиција? Центрхалф и бек. Значи, тука нега со перо се бек. зачекате. Играеме само во три, тиквеш? Ево, томето задно играеме тогаш. Само во тиквеш играше или? Како? Дали играше во некој друг клуб, освен тиквеш? Не, само утиквеш. Внукот тука е. Аби, Инаку Чичко Даниил, да кажем тие што не знаат, татко на Сашко Тасев, на Антонија Тасев, дедо на Данаил, помладиот сега. Како внукот? Шо вика он? добри се. За кој? За Данаилчо. Добар е. Че го бидели? Че го бити здравие. Здравие. Ицко Анđушев. Овој перо нешто у роднински врски да сте. Така нещо, браќа се. Случајно или намерно? Случајно. Кој постар? Братот е постар 3 години, он е 38, јас сум 41. Сега кажи ми, ти од која година играш фудбал? Па од 57 јас прво ракомет. Почна. Почнав со ракомет. И ракомет бајаджи, едно време и ракомет и фудбал. Се бајале ракомет пораче фудбал. Тие што те знаат, мислам, оние повозрасните малце, ти си типичен пример и не си единствено, кавадаце меѓутоа типичен пример за колку порано сестрани спортисти постоја. Па немаше други разлози како се овие таблети, мобилни телефони, радија, телевизии. Едина разлода беше спортот. Играњето со деца, собиравме, играеме у малото, на школото и тука. Ја ракомет бев меѓу првите 10 години во Македонија. За младичка репрезентација на Македонија играев ракомет. И тоа имавме добри резултати, беме втори у Југославија во тоа време. Беа Хрватите први, ни втори бе. Така да пинг-понг 2 години бе првак во градот. Кошарка ова сега што е во Кавадарци, 70 години ја ги внесов во Македонска лига као тренер на кошаркашкиот клуб. Така да со спорт Дали Перо беше дежурен кривец од ракометот што се префрли во фудбал? не, тогаш управата настојава да дојдам да бранам и тоа 2 пати ме зема еднаш од школото. Покојниот Ролич ме собра од игралиш од гимназијата таму. Играеме со професорот Димо Димовски, имавме некоја екипа, гости имаме од друга школа, вика че играеш и тука или че одиш наму утиквеш. Ја викам тука у школата, не одам таму више. Имав непријатно искуство, првата утакмица играе во Кочани на 16 години со лекарско уверение. И неискусен, знаеш како е прв пат на утакмица одиш, а не сум тренирал тука со екипата, ме зедал таму. Одам по една топка, ме тисна еден и гол ни дадова. Блажо Малинков црква таму, шо правиш, ти си голман со Раци Фачев, втората топка го фана со Раце, го тисна пенал, гол ни дадова. Викам, не сум за тука дораснат во тиквеш, треба години да миниш па да бидеш играш на тиквеш. Тиквеш беше поем тогаш. И име големо. Меѓутоа, од 56-та, После 56-та ракмет па играев, од 57-58 кога, па ме викат или ќе дојдеш во тиквеш да браниш, или ракмет ќе го кинем. Нема да го финансирам. а знај, една интересна ситуација. Ракомет кога играше не беше гол. Бев голман прво ракмет, А почна гол. па прво бев голман, после бев играч во ракметот. Тоа се случи да мој другар исто бранеше во ракометот, Боро Тасев. После добар голман во ракометот. И вика, бе, другари си ми вика, од тебе не може да допрам, ти може и да играеш, вика, оди ти игра. И ја да бранам. Добро да и од тогаш почнав да играам. Така да играев и купот кога свој ракометот клуб Тиквеш, негде 59-та година, играв као играч бев тогаш. Кажи Во ми, ракмет. ги следиш и овие денешниве? Обавезно. Тука идам и еве 2 години тука во близината над игралиште внукот ми живее.
кажи ми сега вака, Едам. твое видување вака од веќе со годишно искуство, што е тоа што му фали на Тиквиш? Што не може да тргнеме нагоре? На Тиквиш му фали љубов. Ние играеме со љубов, со мерак. Оддава не брка, ама ние туку идеш. Желбата треба да има, прво да има желба, љубов за спортот, да има талент, второ, и трето да треба работа. Има една модерна поговорка, вика срце на терен. Тоа е љубовта. Тоа е љубовта за спортот. Јас 2 пати че загинев, едва и котулив од животот во Струмица. Цревата ми искина. Добра екипа имаме и тренерот го следаме, да јас често гледам како работат. Се надам дека Тиквешки не се од мртва точка. Првите утакмици беше не беа добри, немаше некоја нешто, али сега се подобри. Хемијата почна да работи, а? Па почна да работи, мора да работи. Чичко Томе, Хаджи Василев, колку пати имаш играно со оваа четворка? Па ја имам цело време, како дојдов у Кавадарци, бев иначе играч на Металец од Скопје. И знаеш како е? Секогаш ти бараш нешто да биде твое, да биде исполнето и така да јас мене ме примија многу брзо во фудбалот и завршив 20 години бев у фудбалот нон-стоп, работев и ово и се. Да, бевте играч, па останавте во управата, па тренери, па... Али повеќе го поминав времето на теренот. Памтиш ли колку години се фудбалски, зборам како играч? Па да ти кажам, кога викам 20 години, треба да го видам, да се сетам кои клубови беа тука. Ние немавме некој голем клуб. Ајде ги подсетиме Кавдарчани на која позиција играше Томе Хаджи Василев? Јас дојдов тука халф завршив у фудбалот. Не мрдна таа позиција? Ништо не поминав. Али кај мене се не играат, не можеа да поминат. Јас бев како пијавица. Се малко е... Топката може да помине, но играчот никако. Малко е така, има може да луѓето ќе ме сонаде да не се фалам, ама не друго. Јас многу допринесов за овој просторот да се направи. Секој пат бев испред сите таму за фудбалот да се рекламира и така. И успеаме. Долго време успеаме тука да видиме. Знаеш ли што ми е интересно? Кажи. Ваа четворка, тука што сте, сите сте од брамбени фудбалери. Да. Овие напаѓачите нема ли никој? Он беше извршен овој голман. Даниел? Исто од одбраната, Хорват, да не говориме... Не, тоа му го ставија, тоа Хорват, отиде за тоа порано, тој играч брзо се прошири по фудбалските терени. Иначе он беше безпрекорен голман. Друго, фудбалот на Тиквеш не беше само фудбал, беше интернационален. Немаше екипа ни у просторот на Струмица, ни овамо-онамо, кој патува по Италија, не по Италија, него патува по Турција да видиш таму. И многу пати беме во Турција. Бугарија и Бугарија имавме цело време под нози. Имавме добри пријатели кои не... Кој беше тренер кога ти дојде во Тиквиш? Најмногу тамо беше Начо Теотовски. Од тука малку, он беше, што знам, малку беше поинтересен како човек. Чкоперо кажа дека сега стадионот е во
многу подобра форма отколку во ваше време. Не да е добро, многу фудбалери од првата лига немат вакви екипи. Немат. Не играт на ваков терен, не. Многу е убав. Еве полека и стадионот заличува трибините, да се надеваме дека многу скоро и онаа другата трибина ќе ја направат. Па не знам да у Македонија тамо у Скопје да идиш да питаш колку пати Тиквеш е бил у иностранство. Ќе ти кажат бројка која глава боле. Што ме благодарам многу и тебе. Дечки, Не Дечки. сакам како фала ви многу што дојдовте, да сте ми здрави и живи. Ја дечки ќе речам, сега шом сте тука, шом давате поддршка на ФК Тиквеш, како викат? Тиквеш прва и последна љубов. Нема други. мене Тиквеш ќе ми остане до умирањето. И тоа би било се во оваа емисија која не траеше долго, меѓутоа мислам дека беше податлива и интересна да се види како изгледаат звездите на фудбалот кои некош биле млади и кои изгледале многу поинако отколку сега. И времето кое ги прегазило, меѓутоа се уште во главата имаат живи сеќавања за нивното време кога фудбалот бил фудбал. Тоа беше емисијата за нашите тиквешки фудбалски легенди, а ние продолжуваме со идната емисија, која во петок ви ја закажувам, ќе ја посветиме на ракометот. Само толку.